7 часот е наутро, а Санде Стојановски веќе се загрева. Со своите 72 години се подготвува да го трча Скопскиот маратон. Прва придружба му е 35 години помладиот син Игор. Од минатата година за прв пат трчавме маратон, и оваа година ќе ни биде втор маратон кој што ќе го истрчаме заедно. Игор трча редовно од пред 5 години, инспириран токму од својот татко. Одев на работа, се хранев нездраво, значи бев и подебел и се поклопија неколку причини кои што ме поттикнаа да почнам да трчам. Меѓу која беше и тоа да одам да го гледам татко ми. Санде ги открива своите навики за да биде витален. Тоа се начинот на исхрана и работа на нива. Но за маратонското трчање и тој има своја инспирација. Маратонот ми дојде инспирација кога Фуере беше тука како представник, секој ден го гледав трча доводно и ја си реков кога ќе трчиме, сигурно ќе го поминам него ако не друг, и тој по мене дојде 15 минути по мене. 1 час пред почетокот, Санде и Игор се на пат кон стартната линија. Во центарот на Скопје ги чекаат рекордни 12.500 учесници. Доаѓаат од 58 различни земји. Сите тргнуваат во исто време. Меѓу нив, еден покрај друг, и Санде и Игор. Патеката е долга 42 километри. По 4 часа и 7 минути, Санде и Игор заедно се на целта. Супер сме задоволни, се осеќаме супер, можеме дома си одиме пешки, така да се беше супер. Оваа година беше подобро и имав подобар резултат од лани за 7 минути. Лани бев 4:14, сега 4:07 минути. Времето за златен медал годинава е 2 часа и 15 минути. Санде не стигна до медал, но доби посебно признание за највозрасен маратонец што стигна на целта. Чичко Санде, 72 години, 42 километри истрчани. Секоја чест уште една. Благодарам.